Добро вечер, почитувани гледачи. 17:10 ново издание на Ваш термин. Знаете, тука сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Перич и секако оној доктор кој што е денес задолжен за одредената тема за која што ќе говориме. Веднаш ќе ви најавам, значи ќе разговараме за една многу честа тема, односно чест проблем кога станува збор веќе кога говориме за проблемите со здравјето, а тоа е воспалението на мочниот меур или така наречено како цистит. Значи, за сите оние детали кои што ќе треба да ги кажеме и да ги образложиме во однос на оваа тема, е одговорна доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и ни доаѓа од приватната поликлиника Промедика. Значи, таа е тука денес одговорен доктор за оваа тема, меѓутоа пред да ја поздравам и пред да започнеме со разговорот, би сакала од режија пред да го пуштат оној прилог кој што е подготвен во однос на оваа тема, некако еден вовед да ни даде, па ќе се вратиме повторно во студиото да разговараме на темата. Инфекциите на уринарниот тракт се чест здравствен проблем, особено кај женската популација. Според истражувањата, една од 5 возрастни жени во текот на животот ќе се соочи со ова заболување. Во зависност од тоа кој дел од уринарниот тракт е сафатен, разликуваме дистална, инфекција на мочен меур и уретра, и проксимална, инфекција на бубрек. Инфекцијата на мочниот меур се нарекува циститис. Мочниот меур е дел од уринарниот систем кој има за цел да ја сторнира урината. Циститис се јавува доколку истовремено настане микробна колонизација на урината и ткивна инвазија. Најчести предизвикувачи на циститис се бактериите, но инфекцијата може да се должи и на инвазија со микробактерии, габички, паразити и поретко вируси. Убедливо со застапеност од 85% од случаите на бактериски циститис. Најчест причинител е Ешерихија коли. Останатиот дел од бактериските цистити се предизвикани од протеус, клепсиела, стафилококус сапрофитус, ентеробактер, стрептококус и други. Кај габичниот циститис, кандида е најчест причинител. Инфекцијата се јавува при компрометиран имун систем или нетретирана нефролитиаза или камен во бубрек со рекурентни инфекции. Циститисот може да се јави како резултат на радијација, консумирање на одредени медикаменти, во склоп на други заболувања, при користење на хемиски продукти како спермицидни препарати, купки и така натаму. Доколку инфекцијата не се третира, клиничката слика може да прогредира и дополнително да се јави силна болка во слабината, треска, температура и повраќање. Тоа укажува на фактот дека инфекцијата се проширила и ги запатила горните партии на уринарниот тракт во брезите. Можете да забележите од прилогот оној вовед кој што го даваме како за оваа тема за која што денес ќе говориме. И како што кажав и на почетокот, одговорна за денешната тема е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и ни доаѓа од приватната поликлиника Промедика. Доктор Маја, да те поздравам. Добре дојде уште еднаш за тебе. Секако веќе оние кои што не следат редовно знаат за кого станува збор. Веќе трет пат како ќе гостуваш оваа сезона. Кажавме ќе започнеме општо за уринарниот систем и некако стигнавме до воспалението на мочниот меур или циститот. Тука ќе започнеме, само да се обратам до нашите гледачи, значи знаете дека ние сме отворена контактна емисија, па доколку имате некое прашање во однос на денешната тема или пак некој проблем воопшто со уринарниот систем со бубрезите, доктор Маја е специјалист интернист како нефролог, како што напоменав, можете да не искомуницирате, значи да се јавите, да се приклучите во нашиот разговор и да поставите прашање во однос на оној ваш проблем што го имате. Доктор Маја, први, како што кажав, да ти посакам, добре дојде. Добре дојдем. Добре најдов. Добро вечер, Виолета. Благодарам за поканата. Добро вечер за сите гледачи на телевизија Сонце. Се надевам дека одбравме интересна тема и дека ќе има доста заинтересирани гледачи што ќе се јавуваат и прашуваат. Тука сме за да им помогнеме за некои нивни дилеми или прашања, да помогнеме за нивното здравје. Овој проблем за кој што денес ќе говориме е многу чест проблем.
како кај мажите, така и кај жените. Претпоставам дека малце кај жените е позачесто, меѓутоа ти ќе ни објасниш тука, нели, оваа дилема, ќе ни ја разоткриеш колку и како е. Па на почеток првен би сакала вака да започнеме, да не потсетиш како е граден уринарниот тракт. Уринарниот тракт е граден од двата бубрега, кои се во големина околу 10 до 12 сантиметри должина, кои се наоѓаат позади, значи покрај рбетниот столб, од каде излегуваат двата мочовода, двата мочни канала, кои се слеваат и ја носат урината која е создадена во бубрезите преку каналите во мочното кесе, така, мочен меур, бабуле, бешика, уровезика. И од тамо, преку еден канал, тоа е уретрата, мочниот канал, значи се изфрла од надворешноста. Со урината се изфрлаат сите непотребни материи што се создаваат во организмот со метаболизмот, значи се изфрла вишокот на вода, се изфрлаат електролитите што не се потребни повеќе во организмот, значи вишокот, се тоа се изфрла со урината. Кога зборуваме за инфекциите на уринарниот тракт, можеме да ги поделиме на инфекции на горен уринарен тракт и долен уринарен тракт. Инфекции на горниот уринарен тракт се инфекциите на бубрезите. Тука зборуваме за акутен или хроничен пиелонефритис, или пак инфекции на долниот уринарен тракт, кога зборуваме за цистит или инфекција на мочниот меур, и уретрит, инфекција на мочниот канал, тој што ја изнесува урината. Така. Што е циститот? Ајде да објасниме, бидејќи кажавме ќе се фокусираме на него. Циститот е воспаление на уринарната кеса, значи мочната кеса. Тоа е доста честа појава, особено кај женската популација. Значи сепак повеќе кај жените. Да, и е болест која е втора по која зошто пациентите одат на примарна здравствена заштита, односно се јавуваат на матичен лекар. Овие инфекции се на второ место после респираторните инфекции. Се смета дека околу 40% од општата женска популација некогаш во животот имала цистит или ќе има, нели, цистит, а кај мажите само 12%. Со тоа што овој процент се заголемува после 50-та година. После 55-та година скоро над 50% од жените се јавуваат кај матичниот доктор за овој проблем, значи заради инфекција на мочното кесе. Така. Кажа за чистата појава дека е веднаш после респираторните инфекции. Кажавме дека жените заболуваат повеќе од мажите. Зошто заболуваат повеќе жените од мажите токму од циститот? Која е таа причина која што е? Причината зошто циститот е по-чест кај жените е во анатомската и физиолошката, значи, градба на телото на жените. Кога зборуваме за изнесување на урината од мочното кесе, кажавме дека постои еден канал, тоа е уретрата. Таа уретра е пократка и поширока кај жените отколку кај мажите. Кај мажите уретрата поминува од мочното кесе низ простатата и низ пенисот. И таа е подолга и е потесна. А најчести инфекциите, да продолжиме за причинителите, значи на циститот, се бактерии кои доаѓаат од дебелото црево. Тоа се бактерии, најчесто е Ешерихијата коли, која ние ја имаме во дебелото црево, и најчесто таа бактерија многу полесно доаѓа до отворот на мочниот канал на уретрата кај жените, затоа што тој размак од анусот, значи од отворот на дебелото црево до уретрата е пократок и полесно бактеријата и таа уретра кај жените е поширока и пократка и многу полесно влегува во мочниот меур. А кај мажите, значи, треба подолг пат да поминат тие бактерии. Зошто се нарекува инфекција на меден месец? Во минатото, кога се започнуваше со сексуален живот, со активен сексуален живот, се започнувало за време на меден месец. Така да оваа инфекција, значи циститот, доста првпат се јавувал тогаш кога се започнувало со сексуален акт. Бидејќи тогаш настанува
триење и притискање на во таа урогенитална регија и многу полесно доаѓа до тоа придвижување на бактериите за да може да влезат во уретрата и за да влезат во бешиката. И затоа се викало инфекција на меден месец. Так. Кажавме за можните причинители кои би биле, значи може да биде бактериска. Како, ајде да објасниме како настанува впрочем инфекцијата. Како доаѓа до инфекција? Кажавме дека постои бактериска. Каков друг вид на инфекција? Постои некоја што не е предизвикана од бактерии? Значи, инфекциите најчесто се бактериите. Тука може да се грам негативните и грам позитивните бактерии, каде што ешерихијата коли, рековме, е најчеста. Втора почесто е стафилококус апрофитикус, кој е поврзан со појава на цистити кај млади жени сексуално активни. Тоа е втората бактерија која најчесто се јавува. Меѓутоа, исто така, имаме цистити кои се поврзани и со иритација, значи може да се поврзани со хемиска иритација од некои други материи, постои интерстицијален цистит исто така, може да постои и страно тело, например камче, што се наоѓа во уровезиката и тоа да предизвикува. Така, исто има можност да предизвикаат и некои транссексуални причинители кои предизвикуваат транссексуални заболувања, како што се хламидијата, микоплазмата, меѓутоа тогаш почесто се јавува уретритот, а не циститот. Така, значи тоа сепак е различно. Кои се, има ли некоја одредена, како да кажам, популација која што е поподложна на настанувањето на ваква инфекција, значи во однос на возрастна популација, во однос на жените од тоа дали се во менопауза или не се? Има ли тука некоја разлика и каде што би почесто би можело да се јави циститот како? Да, како ризик група, како ризик група за развој на цистит се пред се младите сексуално активни жени, значи. Потоа жените во менопауза. Бидејќи во менопауза доаѓа до пад на естрогените, кои естрогени се хормоните, женските хормони, кои се заштитник, значи на таа цела урогенитална регија. Како се намалуваат естрогените во телото на жената, така се намалува и отпорноста на зидот на уровезиката, на бешиката, значи, кон патогените бактерии, кон такви иритации, појава на инфекции. Така да таа група кај жените е најзагрозена после менопаузата исто така. Кога станува збор за мажите пак, мажите во помладата возраст поретко заболуваат од цистит. И секогаш кога ќе се јави цистит кај маж, треба да се бара зошто се јавува. Што лежи, врз која основа тој се јавува, затоа што не е толку вообичаено да се јави обичен цистит кај млада машка активна особа. Мажите заболуваат од цистит повеќе после 50-та година, 55-та година, кога се јавува зголемување на простатата. Зголемувањето на простатата може да направи да потешко се празни, значи бешиката, од урината што е во нејзе и секој стоп што предизвикува да не може да се испразни целосно бешиката, овозможува бешиката да се полни, односно постојано да има малце урина во нејзе и тука да се размножуваат многу полесно бактериите. Друга група, ризик група, да кажеме, се каде што имаме анатомски аномалии. Анатомски аномалии во градбата на уринарниот. Вродени аномалии? Да. Каде што постои рефлукс, односно појава на враќање на урината кон бубрезите. Значи, тие луѓе исто се поподложни на уринарните инфекции. Потоа имаме група на луѓе што се со послаб имунитет, односно намален имун одговор. Меѓу нив спаѓаат и диабетичарите, значи кај диабетичарите циститот, особено кај жените диабетичари, значи тие се поподложни, е многу почест. Затоа што самата болест, диабетот влијае тој зголемен шеќер
значи и во крвта, и во урината, влијае на повеќе начини да бактериите полесно се размножуваат во урината, во што се наоѓа во бешиката. Затоа што природата направила така да ние имаме заштитен природен механизам да постојано се плават бактериите. Значи, ние ги изфрлуваме, меѓутоа и заштитните елементи што постојат на самата слузокожа на бешиката се не штитат од појава на цистити. Друга група на ризична група за појава на цистит се кога кажавме зголемена простата кај мажите, меѓутоа и некои типови на карциноми кои се во малата карлица, бидејќи тука бешиката се наоѓа во малата карлица, значи некогаш имаме карциноми, појава на метастазки промени во самата мала карлица кои однадвор може да притискаат на бешиката, на уретрата и да направат стоп и појава на цистит. Так. Што со оние жени кои што имаат некој гинеколошки проблем, па имаат оперативен зафат, па извадени гениталиите? Колку тоа има влијание врз овие вакви чести воспаленија? Кај жените што се гинеколошки оперирани, ако зборуваме за извадени генитали, односно хистеректомија ако е направена, тогаш доаѓа до друг проблем, тоа е инконтиненција. Бидејќи, односно, што е инконтиненција? Инконтиненција е невозможност да се задржи урината. Таа значи неволно се испушта од организмот. Таа инконтиненција се јавува кај жените кои се со хистеректомија, затоа што бешиката у даден момент кога ќе се извади матката ја губи својата потпора. Нема сега потпора на која налегнува и таа клапнува, се спушта надоле. И тогаш многу полесно доаѓа до испуштање на урината и се јавува инконтиненција. Тоа е поврзано исто така и со слабост на мускулатурата која е доле на пелвичното дно, што ја држи уровезиката. Исто така и промена на хормоналниот статус, кажавме, значи намалување на естрогените во телото на организмот на жената, така да тука се повеќе фактори во игра. Така. Ајде што еднаш да се обратиме до нашите гледачи, оние кои што подоцна се вклучија во емисијата Ваш термин, значи говориме на тема воспаление на мочен меур или цистит со доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од приватната поликлиника Промедика. Значи, доколку имате некој ваков проблем или некој проблем кој што се однесува на уринарниот систем воопшто, значи, слободно може да не се јавите, да не искомуницирате, да поставите некое прашање до доктор Маја, секако таа ќе се обиде да ви даде насока како да постапите, што да сторите, нели, за да пристапите во решавање на вашиот здравствен проблем. Доктор Маја, стигнавме некаде до тоа да објасниме и клиничката слика, односно симптомите кои што се специфични за едно воспаление на мочен меур или цистит. Па, ајде да ни објасниш малку каква е клиничката слика, значи кои се оние симптоми кои што треба да постичат дека станува за ваков вид на воспаление? Кај циститот почнува нагло, најчесто почнува нагло, се јавува супрапубична болка, значи доле во долниот дел на мевот се јавува болка која може да е силна, може да е само и тиштечка. Се јавува промена во уринирањето, односно се јавува едно зачестено уринирање, една ургентност да мора сега, баш во овој момент да се измокрите, се уринира често по помала количина на урина, се јавува нокно станување, нокно мокрење или никтурија. Потоа може да биде урината самата променета. Може и не мора. Може да биде заматена како облачеста, може да биде со крв како целата пребоена, како Кока-кола, например, или пак да има така како точкици или нишки на крв. Потоа може лошо да мириса, непријатен мирис на урината, не е оној вообичаен мирис на урина. Се јавува една болна, иритирачка сензација при уринирање, како нешто да ве пече, корне, жари доле. Значи, тоа е таа една неиздржлива сензација. Не се опишува баш како болка, меѓутоа така една непријатно
чувство. Ова се класичните симптоми. Меѓутоа, кај постарата популација, значи зборуваме тоа за луѓе кои се веќе во подминати години, може да се јават и други симптоми кои нема да не асоцираат дека станува можеби знак за некаква уринарна инфекција за цистит. Значи, кај нив може да се јави дури и деменција, да немаат ваква класична слика. Така да кај тие постарата популација ние секогаш треба да видиме ако дојде до промена на расположението, промена на свеста, дека можеби се работи за уринарна инфекција. Ова се класичните, да кажеме, симптоми. Меѓутоа, ако се јави компликација, што тоа значи? Кога треба да обрнеме внимание? Ако на овие симптоми се надоврзи температура. Сепак ќе те прекинем тука, да го вклучиме гледачот, па потоа ќе објаснимо за тие компликации. Добро вечер. Јас во програма сум. Да, во програма сте, повелете. Јас сум, како да кажам, стар клициент со Ешерихија коли. Така. Прв пат добив бременоста. После ми се смири кога одем во Деборска бања. Меѓутоа сега овие години не може да додам, пак ми се повтори со 1000 пијам антибиотици, се спирува. И што се приметила? Малце ли се напијам алкохол, например, едно прче од чашичето ракија, одма се повторува Ешерихија коли. Па ме интересира дали алкохолот делува на Ешерихијата коли. Добро, ви благодариме за јавувањето. Иначе се отров од лекови пиење, малце и готово. Се повторува. Добро. Еве, вие бидете Многу поздрав до гостинката Маја. Така. Благодариме. Слушате? Благодариме, ве слушаме, да. Ве слушнавме, значи, претпоставам дека веќе се исклучи гледачката, го слушнавме вашето прашање, благодариме за поздравот. Еве доктор Маја ќе одговори на вашето прашање. Значи, доктор Маја, конкретно беше прашањето дали алкохолот може да предизвика или да биде некако активатор за Ешерихијата коли да се активира. Точно приметила гледачката, да, алкохолот може да влијае. Значи, ние сите сме различни, секоја индивидуа е различна. И вие сте приметиле дека алкохолот може да ви влијае. Алкохолот е како да додавате газ, односно така, нека биде гледачот на линија, да ќе го вклучиме. Затоа што алкохолот заедно со други видови на храна и пијалоци исто така, значи тука спаѓаат и кофеинот, односно сите кофеински пијалоци, лутата храна, зачинета храна. Некои пациенти имаат проблем кога јадат скара, односно пржена, силно пржена храна. Има влијание, така. Да, влијае затоа што ја зголемува иритацијата на самата слузокожа на бешиката. И таа станува поподложна на бактериите. Така. Ајде, мислам дека имаме и друг гледач на линија да го вклучиме. Добро вечер, дали се слушаме? Со мене, да. Ајде, повелете, ве слушаме. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Сакам да поставам прашање. Секако ве слушаме. Имам 53 години Така. и наутро имам проблем со мокрењето. Значи, обилно мокрам и многу храпно, да речам. Значи, често, почнувајќи од станувањето од 6,5 часот кој ќе станам, па во 7, во 8, значи, не осеќам потреба за мокрење и наеднаш ме стегнува како да ми иди за вгајки из крајаве. Така. И обилно мокрам и неколку пати тоа се случува, значи, до кај 10 часот и после до попладне немам никаков проблем. Доктор Маја, дали имаш нешто да А вода не пијам како што треба по 2 литри на ден како што кажуваат. Значи, течности многу малце пијам. Добро. Доктор Маја, дали имаш нешто да го прашаш нашиот гледач или? Па вака, значи прво над 53 години веќе маж има право и треба да се провери простатата. Треба да се провери во каква состојба е простатата, бидејќи со текот на годините настануваат промени и кај мажите, не постои само женска менопауза, постои и машка менопауза. И тие промени што настануваат во нивото на тестостеронот и неговите метаболити влијаат на самата простата, односно простатичното ткиво, тоа е машката полова жлезда.
На почетокот кажавме дека уретрата кај мажите поминува низ простатата. Така да може да дојде до промени на самото ткиво на простатата кој притиска од страна или пак промени на самиот канал. Затоа прво нешто што треба е кај вас да се провери простатата, незината големина, форма, каква е структурата Така. и второ да се провери дали се доизмокрувате како што треба. Односно, дали можеби, откако ќе се измокрите, ви заостанува урина во бешиката. Значи, едно чувство на недоизмокреност. Во таков случај, при нормално работење на бубрезите, при едно кафе човек да се напие, веднаш многу брзо почнува да се полни бешиката, која ви онака веќе е полна малку со урина и вие повторно добивате нагон за мокрење. Сепак препорачувате да се јави на преглед и да секако. се види за што ставаме точно збор. Ајде имаме следен гледач на линија да го вклучиме. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Се слушаме ли? Да, Повелете. добро вечер. Повелете. Поздрав до докторката Бодидеката. Се јавам, јас сум на возраст од 65 години. Така. Оперирана сум од... Извадено ми е све Така. доле. И еве 7-8 години нон-стоп имам цистит. Ако од мене, мислам, не можам, ако се стегам и да не отидам одма у веце, како да ми се повраќам во крачата и одма добивам цистит. За 2 сата јас добивам болки, како да се пораѓам, мокрам само по една капка. Така. Исто така, не можам кога хидам да мокрам, морам да се наведнам, ако седнам, многу малку мокрам. Морам да се наведнам, пошто изда бешиката ми е падната доле, кажавме пошто ја допирам кога се вришам. И ешерија коли имам милион со години. Така, И више на ниеден антибиотик не ми реагираат. Пијам џабе, само што ќе ги свијам, повторно ми се појавува. Така. Сега пред неколку години од јакиот цистит ми се поврати на бубрезите. Такив температура. Да. Добро. И лежев у болница со инфузии и мислам ми помина тоа, али циститот и ешеријата коли не можев никако да е. Ми викаат да идем на инфузија. Така, да. Ние Пошто кажавме... ниеден антибиотик не ми одговараше. Така. Сега, пошто сум пуничка, ми рекоа да пијам вода со лимун, млака вода со лимун. И месец дена и више пијам пол кило на сабајна на гладно срце. Така. Ешеријата коли ми се изгуби, немам ешерија коли и ни цистит немам добиено. Баш ми е драго што ете се нашле. Да. Драго ни е што ете се нашле некој начин да го санирате тоа. Друго нешто конкретно да прашате или само го образложивте оној ваш проблем кој што го имате? Да, со години го имат и сега еве 3-4 месеци сум спасена. Сега дали од лимунот со вода, Добро. дали се плакнат за бактеријата, бев прв пат да немам ешерија коли после толку години. Добро, ви благодариме ете што се јавивте, убаво ви слушавме, драго ни е што ете на веќе извесен период немате проблем. Доктор Маја, има ли улога топлата вода со лимон? Некое позитивно влијание во однос на овие проблеми со цистит? Имаме гледач следен? Ајде да го вклучиме, па ќе одговориме на двајцата гледачи. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Имаме ли некого на линија? Ало? Дали се слушаме? Нема? Добро. Ајде тогаш, доктор Маја, да образложиме или да додадеме во однос на она што нашата гледачка го кажа. Значи имала голем чест проблем, кажавме и ние претходно дека оние кои што имале или проблеми со гениталиите и кои што им се извадени, дека секако дека имаат повеќе проблем во однос на ваквите инфекции и воспаление. Точно така како што кажа и гледачката, тој е тој проблем кога постои
и инконтиненција, а од друга страна постои и цистит и честа појава на цистит. И тука додека не се реши тој проблем, сега има и други пациентки што се оперирани, а го немаат тој проблем. Меѓутоа, пациентката е пуначка, така да најверојатно и тежината притиска надоле, иако е слаб зидот, односно слаба е мускулатурата, таа не може да издржи и доаѓа до спуштање на бешиката. Значи, тоа се решава хируршки, се прават прво уродинамски испитувања и потоа се прави мала хирургија, односно хируршки се решава, се става мрежичка која ја држи бешиката горе, значи подигната, за да не се случува тоа што сега има проблем пациентката. Има ли улога тоа што консумирала вода со лимон? Лимонот се препорачува при почестите уринарни инфекции и дури и како и превентива се препорачува, затоа што и лимонот и сите цитрусни, иако се кисели, тие влијаат на pH на таа алкална, односно кисела средина во урината и може да има благопријатно дејство. Меѓутоа, значи да се продолжи, може да секако дека може да продолжи. Меѓутоа дека не се реши проблемот, нека се ослободи комплетно од. Ајде да слушнеме која е на линија. Добро вечер, повелете. Повелете. Во програма сум? Во програма сте, повелете, ве слушам. Едно прашање до докторската Маја. Секако. Дали, например, имате смрдлива мокроча и во веце, дали бактеријата лета од веце? Дали може од тоалет да добиете? Да, Ешерихија коли. Добро. Да, и постои некој страв тука кај моите. Само тоа ви е конкретно прашањето? Само тоа. Добро, ви благодариме. Што не следите, останете, ќе слушнете одговорот доктор Маја. Доктор Маја, може ли од тоалет да добиеме Ешерихијата коли? Најчесто не. Најчесто не. Значи да не толку се паничиме и се плашиме. Да. Секогаш кога се случува така нешто, дилема, дали сме ја добиле од тоалет. Значи, таа бактерија од тоалетните шолји, односно капаците, така, не е во можност толку полесно да стигне до кај нас, отколку ние самите да се самозагадиме. Затоа што кажавме, поготово кај жените, многу е мало растојанието помеѓу отворот на дебелото црево и отворот на уретрата. И многу лесно, значи, ние можеме да се само загадиме тука. Затоа што Ешерихијата коли ја има во таа околна средина околу анусот. И една од превентивните мерки, за кои ќе требаше да зборуваме подоцна, сега да ја кажеме, е точно одржување на личната хигиена. Тука што спаѓа тука? Значи, сите што имаат склоност кон цистити, кон почести уринарни инфекции, се препорачува да не се бањаат во полна када, да лежат во полна када. Туку да се бањаат со туш, да се капат. Тушот секогаш млазот да биде од напред кон назад. А што се однесува до одење во тоалет, после голема нужда, значи бришењето секогаш да е од напред кон назад, за да не се случи ние од назад да ги извлечеме бактериите кон напред, кон влезот на уретрата и така да им помогнеме да добиеме цистит. Така, значи постојат одредени правила, претпоставам дека горе-доле сите се запознати, меѓутоа понекогаш нели ретко кој применува, па се заборава, па се греши и така натаму. Стигнавме до компликациите, значи кои што можат да се случат, кои се оние симптоми кои што би се јавиле кога веќе би се случиле некои компликации. Претпоставам дека температурата е тука веќе еден од аларм, еден од црвениот аларм, така речено, нели за оваа инфекција, кога веќе ќе добие некоја компликација, ќе се добие. Значи, сем кај тие ризични групи, најчесто температурата и треската не се знаци за на циститот. Значи, не класично не иде циститот со пораст на температурата. Може ние да имаме збор за компликација, така? Да, ние може да имаме треска, меѓутоа нема температура, пораст на температурата. Појава на пораст на температура, појава на болка во слабинските делови, или пак стомачна дифузна болка, малаксалост, замор,
гадење, повраќање, се тоа знаци кои може да зборуваат да се јавила една компликација, а тоа е воспаление на бубрегот или акутен пиелонефрит. Тогаш инфекцијата, значи од бешиката се качила преку каналот до бубрегот и се зафатил бубрегот. Значи тоа е воспаление на бубрегот. И затоа треба тогаш многу промптно да се реагира за да не настане оштетување на бубрегот. Бидејќи кога ќе се јави акутен цистит, ние ако го фатиме на време, ако соодветно се лекува, тој не остава последици на функцијата на бубрезите до крајот на животот. Значи, тоа е нешто што може да се излекува и да немаме понатаму последици. Така. Како се поставува диагнозата, доктор Маја, со оглед тоа дека немам уште многу време, сакам све што фативме како прашања да ги доодговориме, секако и ако се јави некој гледач ќе го вклучиме. Диагнозата? Диагнозата што се прави? Прво класичната слика, значи анамнезата и сликата со која пациентот доаѓа во ординација укажуваат дека можеби станува збор за цистит. Како што кажавме, печење, жарење, често мочање, болно мокрење, промена на урината. Тоа е првото што го имаме кај пациентот. Потоа се зима една обична урина, се проверува на дипстик, значи со трака, со лентичка се проверува и тука можеме да видиме дали во самата урина на тој дипстик што ни покажува и на микроскоп кога се гледа седиментот на урината, постојат леукоцити што се знак за инфекција. Може да има еритроцити ако има крварење, хеморагичен цистит. Може да имаме нитрити во одредена група бактерии кои се разградуваат. Потоа, се тоа ни укажува дали евентуално постои некаква инфекција, може да имаме под микроскоп да се видат и бактерии, може да се видат камченца или односно кристалчиња. Тоа е следниот чекор. Потоа, ако постои веќе можност, може да се направи уринокултура. Уринокултура е зимање на среден млас на урина кој се засадува на плоча, на Петриева плоча и се гледа дали бактерија некоја расте. И прво, дали расте, ако расте која бактерија, за која бактерија станува збор и потоа се прави антибиограм да се види таа бактерија што расте на кои антибиотици е осетлива. Меѓутоа треба секогаш да внимаваме да уринокултурата се земе пред да се почне со антибиотска терапија. Затоа што започнување со антибиотик во домашни услови имаме проблеми, сме си земале ние антибиотик за да ни биде полесно, за да си ги ублажиме симптомите, следниот ден идеме на уринокултура и таа може да биде лажно негативна. Значи да не добиеме резултат кој нас ни помага за понатамошното лекување. Друг чекор се имиджинг техниките, односно порано се правеа можеби и рентгенграфиите, меѓутоа денес се оди на ехосонографија, каде што се гледа каков е обликот на уровезиката, на бешиката, дали зидот е задебелен, дали е равномерен, дали е мазен, дали има можеби камче или некој друго страно тело, или можеби карцином на зидот на бешика, што ги предизвикува овие симптоми. Третманот претпоставам со антибиотици, колку дена? Третманот со антибиотици, значи станува се под прашање. Значи, зависи дали е прва инфекција, дали е рекурентна инфекција. И колку време ќе трае, исто така зависи од индивидуата. Која возраст е, дали има други ризик фактори, дали ќе ја третираме 3 дена или 7 дена. Значи, од повеќе фактори зависи антибиотската терапија. Меѓутоа, како и да е, многу е важно да не посегнуваме секогаш сами за антибиотикот. Бидејќи многу често се работи и за интерстицијален цистит или пак уретритис, а симптомите тешко некогаш можеме да ги разграничиме. Така да, барем една обична урина треба да се направи во кога постојат симптоми. За да се знае бидејќи секој земање на антибиотици, ние што правиме? Истиот сој на таа бактерија, дел од антибиотиците ќе го
ќе ги убиеме бактериите, меѓутоа дел од бактериите ќе останат и ќе се размножуваат и понатаму. При следно пад на имунитетот, повторно тие букнуваат, почнуваат повторно да се размножуваат. И истиот антибиотик, што првиот пат делувал, сега престанува да делува, затоа што станала бактеријата резистентна. Има соеви кои се многу резистентни, затоа што имаме злоупотреба на антибиотиците. Во секој случај да не се занемарува овој проблем, да се направат сите овие испитувања, да се консултира доктор, специјалисти, да се преземат одредените мерки кои што тој ќе им ги укаже. Како би била превенцијата во однос, и тука некаде ќе ја завршиме, во однос на ова? Превенцијата, секој доктор кога ќе одите со цистит, ќе ви каже прво и основно е течности. Значи тука станува збор за над 2 литра вода регуларно, тоа значи течности од кои половина треба да се вода. Значи тоа е регуларно. А кога се има цистит, таа количина треба и да се зголеми. Тоа е една работа. Втора работа е редовно измокрување. Што тоа значи? Во ова денешно брзо време, нели, бизи, сите нешто работат, особено тие што седат на компјутер, на маса со часови и часови, го одлагаат актот на мокрење. Исто така важи и за жените кои се дома и се нешто има да се заврши. Значи тоа одлагање на мокрењето лошо си правиме сами на себе. Да, затоа што урината подолго време се задржува во бешиката и даваме можност бактериите да се размножат. Да направат проблем. Кажавме за одржувањето на хигиената соодветна. Потоа треба да се внимава на кај жените кога станува збор за контрацепцијата. Бидејќи има жени кои се со контрацептивни средства како што се диафрагма, каде што може самата диафрагма да притиска на бешиката, на зидот на бешиката, да таа не се доиспразнува. Значи тоа не станува збор кај сите. Значи некогаш може, ако имате цистити, носите диафрагма и таа да биде причина за тие чести цистити. Еве, мислам дека се што требаше во однос на ова објаснивме. Многу ми е драго што имаше и вклучување од страна на нашите гледачи. Доктор Маја, па тука некаде ќе го заокружиме разговорот, значи ќе напоменеме за сите оние кои што не следат и кои што се јавија, ако сакаат да искомуницираат со доктор Маја, значи таа ни доаѓа од приватната поликлиника Промедика, ако сакаат да добијат нејзин број, значи може да ни се јават во телевизија Сонце веќе од утре после 9 часот, кај нашата секретарка секако ќе може да добијат број и ќе може да се сретнат со доктор Маја, да ја посетат и да го решат оној проблем во однос на уринарниот систем што го имаат. Доктор Маја, ти благодарам за денес и се надевам дека во следното издание повторно ќе обработуваме некоја интересна тема кога ќе дојде нели редот за вашето гостување. Ти благодарам за денес. Благодарам, Виолета, благодарам на сите гледачи што има интерес за денешната емисија и да ве потсетам, внимавајте на своето здравје денес, за да може да останете здрави и утре и во наредните години. Затоа што основно е денес да почнеме да се грижиме за своето здравје повеќе, бидејќи секоја друга ситуација бара многу повеќе време, ангажман, пари, средства, нервози, се. Така, додека е нешто по-малку, значи некоја помала инфекција да се излекува, да не доведе до некоја компликација. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам за денес, ќе ви се заблагодарам за вниманието, ќе ви посакам убава пријатна вечер и добро здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време во 17:10.